Стадион. Емисија за вашата вистина. Кајмак филмски, кајмак фудбалски. Тоа се денешните теми. Фудбалот го поминавме. Филмскиот кајмак денеска ќе го представиме со Филип Трајковиќ, Методи и Кирил. Тоа случајно е, Кирил и Методи не е случајно. Не знам, не сум прашал. А си размислувал на таа тема? Да, ама сигурно не. Во старт беше така да ги играш и двата лика или Во старт. или требаше некој друг да го? Не, во сам старт беше така, пошто се близнаци. Ти беше малку чудно, или? А? Ми беше многу чудно, не малку. Многу чудно, ама некако се снајдов. А едно јајче или како едно? Едно јајче не скроз. И карактер се. Не ти текна никогаш, пошто тоа е актуелна тема сега. Не ти текнува Кирил, Методи, па чии се, што се, како се. Текнува, како не ми текнува уште кога. Ама влијаеше ли тоа на кога треба да се... Не. А помислиш какви биле Кирил и Методи сега? Не. Они биле кротки, биле. Малце. Ерудити, описменувале, благородна работа правиле, да. Стара Климовска. Здраво. Ај за фудбалот, затоа што пред малку завршивме со фудбалот, со тоа да почнеме. Ајде. Кога има светско фудбалско првенство, дури и жените гледаат фудбал. Стара Климовска гледа ли? Јас сега не гледам фудбал, меѓутоа морам да кажам дека сум тренирала фудбал во животот. Фудбал сте? Да, сум тренирала. Кај си тренирала? Немаше женски Во фудбал? Охрид сум тренирала кратко, татко ми бил фудбалер, и по некоја негова амбиција и ја тренирав некои 2 години до душа. Тренирав добро и после се откажав. Па не можам да се сетам на клубот ни ништо. Едно време знам дека со татко ми тренирав, нешто кратко тренирав со машки клуб и така. И таа кариера. Синта. Па најверојатно види, ние сме 2 сестри и односно 3 сестри, јас сум третата сестра, па најверојатно за машко му фалило син, да, па ја бев тоа. Мора да тренира. Климовски кај играл фудбал? Не знам да кажам. Во текот на Југославија само она што знам е дека многу ретко одел во средно затоа што цело време го барале во клуб да тренира. А и Сара многу ретко одеше во средно, одеше на аматерски представи на или Не, јас претходно, освен овие 2 години со фудбал, се бавев со танц, односно модерен балет и хип-хоп. Од 6-7 години до 18. Така што често имав представи. Каде Ребис тие беа некој? Не беа Ребис, има студио за танци Соната, што се вика во Охрид. Бидејќи живеев во Охрид. Така што долго се занимавав со тоа, имав танцови представи и прво актерско искуство ми беше уствари на приемен на факултет. Директно немаше пред тоа играње? Имав некои кратки обиди во Црвен крст како форум театар, меѓутоа тоа не се рачуна баш за некое театарско искуство. Влезе на прва? Да, влегов на прва. Неочекувано. Што се успешни, а влегле на трета, на четврта. И па изгледа не сум успешна. Филип исто на прва? Да, на прва. Колку? 12, 10? Што? Прима. Тогаш прима 12. 12 души бевме во класа, мислам. Кога не прима нас? Класа на Кирил Ристевски. Кирил Ристевски. Да. А Сара? На Сузана Киранџиска и Кика Леловац, асистент. Асистентка на Милче, како? Она беше асистентка на Милче, ние сме оствари првата класа на Сузана Киранџиска, мислам мојата класа. За фудбалот го почнавме да го завршиме. Навиваш за некој сега? Имаш Не пратам искрено. Чудни резултати има. Порано пратев многу поише, сега никако не пратам, ама искрено пошто немам време и фокус. Иначе би пратела. Има ли некој филм кај што последните 5-6 години нема игра на Сара Климовска? Како комплимент свати некој? Има. Има супер филм например на Даријан Пиовски, Мими, има супер филм на Марија Џиџева, која што не игра, мислам има супер Ханиленд, кој што е документарец, ама сепак. Меѓутоа многу се радувам што во последниве неколку години навистина имаме успешни филмови од Македонија и се надевам дека тој тренд ќе продолжи. Во регионот те викаат често, колку што знам. Работам доста во Србија. Сега, односно оваа година завршив филм со Горан Радовановиќ кој што се вика Баук, која што е Баук, да.
како на Гете, една поезија. Тоа е филм за НАТО бомбардирање и ова ќе го кажам и ве со одредена гордост дека јас сум прва женска главна улога во Србија што игра во филм. Да, така што македонка. Мислам како македонка, така што се надевам дека јас го текнува, машки ми текнува, женско. Да, така што се надевам дека јас го кршам разот, за да може да се отвори поише, па се поише македонци, македонки да играат. Колку што ја познавам филмската историја, во Србија машки вика, женски не. Обично ние од Србија или од Хрватска викавме женски. И сега имаше некој стереотип дека нашите не се соблекуваат, па мораше некој србенки секогаш да викаме. Ама после други ми го објаснија дека тоа го правеле за да може да се расшири приказната на целиот регион, да може да се гледа и во Србија и во Хрватска. Има логика. Има стратегија е тоа, нели? Ќе земеш српски глумец за да можеш полесно да го продадеш филмот. Па и Звезда Гранда го прават така. Зашто ставаат секогаш македонец да победи или македонка, за да се расшири публиката? Или дека сме талентирани? Може да сме талентирани, а? Да. Не, можеби. Не знам стварно за Звезда Гранда. Со Бугарија нешто работите? Не. Јас не. И јас не, они се во Европска унија. Сега не. Ви сте за Тешко Западен конектираме. Балкан, за Западен како. Ова со кајмак да ви кажам, ми се бенди септен филмот, јас сакам некои чудни естетики, чудни ситуации, макар што тој шок, што може би за некој е шок, зависи, може би сум новинар, ја имам малку подстар стомак за тие работи, нема што не сум видел до сега, поготово во оваа независна Македонија и не може ништо да ме изненади веќе, меѓутоа сакам да кажам дека таа чудна естетика, перфекција занатска, темата која што сите знаеме дека постојат такви работи, ама не зборуваме. Знаете, тоа е исто како да ви кажам, јас културен шок доживеав која бев во Америка и таму лица со попреченост гледав на секој чекор. И колегите кои разговаравме, прво што помисливме, чекај, ова да не е некоја малку утната нација, знаеш. И после другите таму домакините ни објаснија, не, тука има шанси тие да функционираат, речи си нормално како другите. Кај вас тоа го немало. И навистина и така е. Така да сакам да кажам дека вакви теми прво е првокласна работа што се отвараат, што се обработуваат, а е тоа со продавањето или купувањето на деца, како да го наречам. Јас ќе ви кажам 10 примери што ги знам, меѓутоа никој никогаш тие работи се ставени на страна. Да, на страна. А тоа се случува. Да, за жал тоа се случува. Мислам, еве сега прво ќе отворам темата за лица со хендикеп. За жал ние се уште лица со попреченост, да, со хендикеп. Мора да вима попреченост, да. Не, се разбира. Ја мислев дека хендикеп е нешто. Лица со попреченост. Морам да признам дека кај нас се уште има култура и однос на државата спрема тие лица како да ги гледаме со жал и ги оставаме на страна и секогаш имаме некаква идеја дека ако направиш нешто за нив можеш да им помогнеш наместо да ги инклузираме комплетно во општеството, да им најдеме сами да функционираат. И кога такви се работите, тогаш знаете тие ќе бидат во можност да живеат нормално, да одлучуваат за сами за себе, да имаат свест за некои работи без разлика на таа попреченост која што имаат. Да, апсолутно. Мислам се разбира дека размислував, меѓутоа кога не знам, пристапував кон улогата, се обидував... Доста, да кажем. Доста. Се обидував, мислам, има мал простор за тоа. Името е символи што доста од поинакви... Тоа Милчо си знае, да. Да, па тоа веројатно доста со деца. Од кога излегла доста. Така што и тоа исто се опфаќа и во овој филм, значи она е секојаш оставена на страна, ништо во животот. Кога добива шанса ја користи, не е толку попречена. Така е, што значи дека тие луѓе кога им се дава можноста и шансата, тие знаат да искористат, меѓутоа кога ќе се одуцираат. За да има некој хепи енд, да се исправи доста во одењето, после да биде повратно. Тоа во амерички филм. Такво. Да, тоа во холивудски амерички филм. Па да, сладка приказна. Така е.
стана. Тоа е најлош пристап, извини, морам да кажам. Меѓутоа, таквите ситуации, ако доста се исправеше или ако не знам што направиш, тоа е комплетно погрешен пристап, тоа значи дека лицата со попреченост стереотипи. да, дека треба да се исправат за да продолжат. Не, може да функционираат така што И такви какви што се, имаат своја душа, свој... Тоа е. Исто и кај Филип Методи, тој... Јас сакав за брат ти повеќе да дознам. За Кирил? Да. Добар. Он не кажува ништо за себе, или така треба да биде? Добар, така треба да биде. Таму е Он има семејство, нема семејство. Си има семејство, си живее во Канада, се сели на Канатака, си работи таму, да. Оваа тема, во која што така, не се мачи, се радува и се мачи истовремено, така го глумиш и сигурно и така требало, така сте се договорили, така си го чувствувал. Пред тоа, си размислувал на неа? За неа? Кога некој нема деца, па како се мачи, бабини, деветини, бара ваму, бара таму. Знаеш, многу е како страшно. викаат, лекот е 5 банки, ама треба да го најдеш. И ова не е лек сега, во вистинска смисла на зборот, Да. ама е начин да се дојде до тоа. Знаеш како некако порано луѓето за да имаат деца има секс. Само тоа требаше. Денеска е дојдено некое време кај што не знам за да си има деца да остане трудно сега, да, нели нормално си има свет, се си има и нормален тек некогаш. Ама се почесто и почесто гледаме и имаме примери кај што за да остане жената трудна, партнерите мора да прават 300.000 работи, да одат по вакви доктори, по онакви доктори, по инвитро, се и свашта инвитро, и тоа многу е комплицирано и многу кошта, меѓу другото и така дале и така дале. Мислам дека во моменти кога со неможноста да имаш деца, тоа станува многу страшно, сигурно се па кај се нема да се обратиш и по бајачки, и по Цркви. доктори, и по цркви, и се менува, знаете, тоа е една многу голема потреба, мислам, ние живееме, нели, да истераме еден и да оставиме нешто позади себе, да Потомство, оставиме да. потомство, да имаме, не знам, тоа е многу голем Си имал проблем. допирни точки во професијата, во представа, например, да играш нешто слично, или некоја тематика? Не. До сега не. Како ви се допаѓа овој опус на Милчо? Мислам дека со Врба сега трето дали на истата тема ќе прави некоја трилогија. Мислам, не знам, само знам дека кога работевме Врба, беше многу тешко снимањето, мислам тоа е доста емотивен. Дека Врба Филм? мајка, Да, мајки, мислам што дека онака завршува целиот трагично. опус Трагично. да, целиот опус на Милчо има некоја поврзано со мајки и таа е темата која што и таму има веројатно го бајачки засега. наречници. Да, тоа е веројатно темата која што е која што го засега него, мислам, но меѓутоа тоа е тема која што не засега сите. Без разлика кога човек сака да се уствари како мајка или како татко во животот или не сака, на некој начин имаме ние своји родители или да немаме родители никако имаме потреба од тоа. Тоа е тема која што е неисцрпна. Нели? Тоа е основниот меѓучовечки однос. Да им објасниме на слушателите и на гледачите кои што не го гледале Кајмак. Значи станува збор за Методи и неговата сопруга Ева, немаат деца, за да му учини. Ева се поврзува со родбини, ја ангажира, колку и да звучи грдо тоа, ја купува, ја пазари, така? Така Да. е. Ја позајмува. Ја позајмува досте, за да има сексуален однос со Методи и за да се роди едно прекрасно бебенце. За тоа зборуваме цело време. Па и не е баш сурогат, бидејќи сурогат има медицински процес на Како, нели, што? да, на оплодување, а ова е директно, малте не ја злоставува. Да. Ја заставува. Ја Иначе би заставува можело комплетно. инвитро да биде или Да, и мислам и да прифатела, нели доста. и се крие 9 месеци. Доста се подготвуваше. Бевте во некои домови, Да. имавте комуникација, тој процес ме интересира. Направи... Затоа што Милчо мислам дека не остава ништо на случајност. Не остава на случајноста.
Направив едно истражување, односно запознавање со лица со попреченост. Пробавме да ја дадеме одредена диагноза, која што има недоста, сакам да кажам, која што има одредени карактеристики, да го следиме тоа. Меѓутоа, и тоа ми беше за мене тоа најодговорната работа до сега што имам направено како глумица. А тоа е како да портретирам лик, Да не го навредиш, да не навредиш таа популација. Така е, да не го навредам и да ги оправдам сите и да го направам што е поуверливо, тоа подобро. Мислам, нити да не направам карикатура од него. Да. Значи тоа ми беше тоа е најлошото и тоа ми беше еден таков стрес и притисок и се надевам дека не сум го направила тоа. Мислам, се надевам дека добро е оправдана тој лик. Методи. Да. Методи. Да. Гледаше филмови, разговараше, само читаше како го. Па не. Да бидеш тивок, да бидеш емотивен. Може би требаше некоја експлозија за или емотивна беше која се Работевме со Милчо, имавме проби. Копавме многу од каде што, како, кои емоции не се спремав. Требаше некој минимализам Да. Не се спремав со гледање филмови и со такви работи. На моменти да, имаше примери, да речеме. Не знам. Што е тоа што е добра глума на филма, да кажам. Да, ги видов неколку филмови, начини на игра фактички. Меѓутоа многу сакам кога ликот го носам до вистината. Значи, што е можно да е повистински, што е можно да има помалце глума во сето тоа, значи да нема преглумување. Да нема преглумување. Да газите премногу, не знам таа. Колку е можно да нема глума во сето тоа, него да е повеќе вистина. Така да затоа длабоко, мислам, од себе ги црпев сите тие емоции, односи и такви работи што ги има во филмот. Сум те гледал некои представи, како беше тоа, да се напијам една жта. Која? Како човек кој што е во Канада или во Америка беше, се не ми текнува. Лазе Манасков играше, Ванчо Петрушевски, Бог да го прости. Буре Барут. Или Не, да бе Буре Барут. Буре Барут ли беше? Да. Мане. Да не. Добро, не. Да, Буре Барут. Имаше некој брод мал нешто, тама се глумеше нешто. Да бе Буре Барут. Буре Барут? Да. Добро. Таа ја играв. На Дуковски, така. На Дуковски. Значи, направите ми споредба, театар и затоа што има различни тука методи, па дури во театарот, ако гледаме македонски, разликата меѓу школи различни, например, Милич, колегата вели, кога гледате американски филм, се случува за 1 минута. Кај нас 1 минута зема здив, знаеш, но пак се гледаат, вика, па не знам што, па он. И тоа се може да би различни школи, различни естетики. Во театарот повеќе се глуми и тука се глуми, ама тука треба да биде нормално. Таму треба повеќе да викаш, да. И условите наши со акустика не знам колку се. Друг начин не играе. Значи тука си на филмот си на огромно платно кај што крупен план тоа крупен план, тоа огромно, тоа тука нема викање, тука нема тонеците на повисоко ниво како погласно говорење и така дале, што за разлика од театар, на пример, треба да се пласираат тие реплики да се слушнат па до последните редови. Сега, без разлика колку е различен начинот на игра. Јас многу повеќе сум играл во театар отколку на филм. Некако сега полека го откривам тој светот на филмот, што е исто многу убав, си има една магија, си има една, значи сосема е различно од играта во театарот, сосема е различна таа игра. Тука си поприбран, емоциите се гледаат низ очите, не експресијата не е
толку голема како во театар на сцена кај што стоиш, кај што луѓето те гледаат од голема дистанца, па мора да видат од сегде што се случува со тебе, целото тело ти игра. На филмот не секогаш игра целото тело, значи игра ликот, играат очите, играат. И тоа има прекрасна магија, двете се преубави, и во двете има голем кејф за играње и за работа. Сара, сега спремаш да кажам представа со Слободан Унковски. Пробите на филми на театар исти се или не? О, не. Пробите на Ама сега да театар почнува со читање на текстот, со... Да, па добро, пробите во театар еден континуитет. Ќе се почне од почеток до крај, мора да се издржи, да се извикара до крај, мора да има многу проби за да се дојде до тоа. Филм никогаш е дури без ниедна проба, затоа што се бара непосредноста и спонтаноста на самата ситуација. Начинот на... Мислам, зависи барањето кој на- режисер, зависи каков жанр, зависи која естетика, се разбира. Меѓутоа, сепак театарот нуди не е само прашање на поширока и поголема глума и по пласирање, затоа што имаш и камерни представи кои што се играат слично како филм. Меѓутоа сцена. е поотворена во смисла на како уметност, во смисла на истражување на актерот. Тука си на сцена некако Нема сам монтажа, доаѓаш да ти... Нема, на тебе е се. И Во да филм сгрешиш, треба да се изведеш. не знаеш што ќе остане во монтажа, не знаеш што, не знаеш кој кадар ќе го изберат, можеби најлошиот кадар кој што не најтехнички зависи бил од добар, тебе, тој ќе го изберат на да. филм. Мислам, просто не си толку во... Која реплика, кој диалог. Да. Така е, не си толку во контрола, меѓутоа сепак до тебе е да го направиш тоа најдобро што можеш Така е. и сите кадри, да гледаш што повеќе сите кадри се добри. Каде подобро се чувствуваш? Која средина? Или глумец, мора? Сакаш некаш? Морам да кажам дека филм. Бидејќи повеќе искуство имам на филм и некако сум посигурна сега. Не значи дека ми е поубаво, само кажувам дека некако се чувствувам посигурно. Филип? Мене ми и таму добро. И двете ги сакам. Значи нема тука... не можам да направам избор. Аха. И театарот, играта во театарот ми е многу убава, и се чувствувам многу добро, например, за разлика од Сара, ја пошто имам да речеме помалку снимано повеќе, таму се чувствувам покомотно, ама сега некако што поише. Да, тоа сум го работел повеќе, таму знам малце повеќе. Ама секако цел живот учиш работи, така да со тек на тоа и со тек на искуството се стекнува таа сигурност каде се чувствуваш подобро или И на крај кришта да посигурно. секој филм е различен и секоја представа е секоја различна, представа. во некоја представа посигурно се осеќаш, во некој филм посигурно се осеќаш од другиот филм, така што... Да. Баш е така. Ме интересира нешто друго, сега малку тој процес на правење на филм, на премиера. Се организира за вас пред премиера, така во тесно друштво за екипата за да го гледате филмот, или тоа што го гледате, прв пат го гледате на премиера, пред тоа ништо абер нема? Јас прв пат го гледав, например, Кајмак на премиера. И јас прв пат во Токио на премиера го гледав, ама се сеќавам дека Врба имавме една... тоа е најчесто од потребите... Па што во Америка прават пред премиери, па како ќе реагира публика, па брзоство на тоа сечат, после додаваат, има и такви... Не, тоа е во процесот на се уште на монтирање на филмот. Тоа е друго. Тоа е режисерите си имаат одредена група на луѓе на кои што веројатно им веруваат и они прават затворена проекција за да добијат мислење за после тоа да видат што понатаму со филмот. Меѓутоа, актерите обично не се вклучени во тој процес, особено не актерите кои што се дел од филмот, затоа што не можеш ти да имаш таа дистанца како човек што се секогаш ќе се гледаш себе. И тоа не е добро за филмот, мислам. И тоа што го снимавте, тоа што го предавте, и после кога го гледате, чудно ве изненадени, мислите нешто поинако ќе биде нешто. Тоа чувство ме интересира. Не само за овој филм. Гледаш и јали сум тука или не сум. Морам да... Ајде, извинај, ако што не, зборам ја од преска. Не, ја више ништо не се изненадувам се, сеќавам дека на првиот филм кој го работев Чкан на Вардан Тозија, снимавме 10 сцени заедно и гледам дека на филмот останале 6.
Екам, кај се другите сцени? Значи, уопште во глава, никогаш не сум го помислила моментот на монтажа дека некои сцени можат да не бидат во филмот. Просто тој концепт воопште е многу мала, нема везе. И после ништо не ме изненадува. Мислам, отворено го гледам филмот да видам што испаднало. Јас, например... Прв пат го гледаше на премиера и реагираш како сите обични. Да, добро, малку на премиера е потешко за гледање, затоа посебно за мене, затоа што не знам што. Има возбуда една малце поразлична. Премиера е голема, па сакаш да видиш како ќе реагираат другите околу тебе и така дале и така дале. Сите доаѓаат до терени. Да сликање добар ден. Но јас, например, имав на моменти си изненадив од, да речеме, од сам себе. Затоа што мислев дека себе или од некои решенија или од себе, да речеме, во одредени сцени каде што сум мислел дека не знам, ова не е баш добро сега на момент, знаеш, како глумец стално си викаш, можев подобро, можев ова да го изиграм поинаку. Имаше моменти, имаше такви сцени што не очекував, да речеме, дека ќе бидат толку добри и искрени како што ги видов на филмот. И, например, ја бев многу позитивно изненаден. Ти како со скепса, да, ја малце со скепса дека ова не го направив како што треба. Знаеш, таа самокритичност за време на снимање, ама тоа на камера и во монтажа изгледа сосема другачи. Да, затоа што Милчо, кога монтира, најдобро работи за глумци. Тоа го сватив на Врба, го сватив и во овој филм, дека он не прави компромис во однос на глума кога монтира. Значи, најдобриот кадар, без разлика технички колку е погрешен, ќе го стави кој. Музиката ми беше многу интересна, минималистичка така, ама не си го продавај. Кој Бандиера Роса беше еден. Мислам дека беше Бандиера Роса и тоа ме удушеви, јас така. Каубојскиот кадар. Каубојската сцена. Да, па песната што ја пееш не ми дава да заљубам, како што од личните и убаво пееш. Те после тоа го монтираа, те пегла нешто гласот или изворот беше така. Тоа е во ВЦ снимано, има добра акустика и се добро звучи. Тие новите згради нема џамови, нема прозорци, има добра акустика. Нема, знаеш, на све е плучка, па. Остој супер си пееш. Ајде. Да, не сум Бионсе, ама ќе погодам тонови, да. Ангажирана беше на Фейсбук многу често порано. Читав нешто и да не ти го шпионирав статусот, ама излегуваат тие работи на. Беше доста ангажирана. Да. Сега имаш пауза или? Не имам, не дека имам пауза, него едноставно сватив дека социјално претежно, па и политички, па и сватив дека или веќе отрапна така и не дека отрпнав, во суштина кога се постира на Facebook или на Instagram, кај што секоја будала може да ти искоментира нешто или као секој нешто може да пише и сече мислење е валидно мислење, ја не го негирам тој факт дека не треба биде така. Меѓутоа просто некогаш се оди тоа до некои такви волгаризации кои што веќе ти снимува поента да било што пишеш или кажеш. И онда сватив дека знаеш, се бавам со уметност, тоа е добра работа и добра платформа за пласирање на било каква критика, за било каков активизам или па на крајот криштата излегување на улици. Мислам, тоа е начин кој што одамна постои и се уште најприроден и најмногу може да смени нешто. Активизам на социјални мрежи просто ми изгуби од поента, да. Тоа. Како ги кажува своите стави? Или мислиш дека доволно правиш со еве дојдете на 29 ноември, работи за кои не зборуваме, представа на Нела Витошевиќ во МНТ. Тоа е една многу ангажирана, мислам, феминистичка представа, кај што знаете како на секој ќе биде не остава равнодушен никој. Да. Ќе биде пипнат на некој начин. Филип, ти си како на филмот и во јавниот живот или? Тивок. Кроток, мирен, срамежлив, повлечен. Пристоен. Не те засега тие ситуации околу тебе? Како не ме засегаат? Не те погодуваат, те засегаат секако? Не, ме засегаат, ме погодуваат, не само ова што вика Сара, не знам колку е Facebook, Instagram платформа за борба со тие работи, кога стварно имаме медиум кај што реално можеме да ја кажеме својата критика во врска со тоа.
Има една флоскула, тоа е така една девиза. Уметноста го менува светот. Може ли филмот да промени нешто во светот или он треба само да подбутнува и да отвара теми? Па и новинарството на крајот на кришта. Тоа му е целта. Според вас, Па, кој е вашиот став во таа? не Колку знам, јас... уметноста треба да биде поангажирана за да може, на пример, некои луди политичари да им даде до знаење, или пак на тие што ги гласаат, или тоа па вулгаризирање би било дневна политика. Имало такви представи кои што биле многу моќни, ама различно ги толкувале, зависи кој е на власт. Зависи на кој како му одговара. Многу е... Не знам како. Мислам... Имаш... И тука има... Имаш во културата... И тука има 2-3 реплики, не бањати, ама мислам, не се случајни работи. Па и она со гипсот, со археолошки музејот е тоа, така? Кај што е снимено. Да. Не. Да, не заборив кај беше снимано, ама тоа е за споменикот кога се распаѓа. Стоунбридж, Да. мислам Да. дека. Вака, имаш два начина на промена, едниот еволутивен, другиот револуционерен, нели? И уметноста се бави со еден еволутивен пат на никаква потреба за промена. Како Дарвин еволуција, а не... Па така е. И сега тоа е, знаеш, кога работиш уметност која што е критичка, која што освестуваш, ствари се надеваш дека освестуваш одредена маса и се надеваш дека тоа во иднина ќе вроди со никаков плод, со никаква револуција. Мислам, тоа е само отварање прашања, потикнување, провоцирање, бар така јас го разбирам. Да, и отвара Некогаш има и еден филм да промени многу. Мислам, стварно има такви филмови кои што на светско ниво биле, како на пример еве Медена земја, Ханиленд. Никако на сите ги освести за некои прашања во смисла на ова наше капиталистичко современо живење и така натаму. И мислам дека сите што беше филмот толку моќен и толку присутен дека сите на некој начин ги допре таа тема. А уметноста е мачење, значи нема ништо лагодно таму, барем во најголем дел. Така, Каде се нема луѓето што го комфорно. каде се луѓето што го работеа Медена земја? Па работат на нови проекти. Ама расширени се, раштркани, некој можеби не го работи тоа. Зборам за односот на општеството на Кон уметноста, тоа е еден друг проблем. Колку се уметниците Они се само доволни со почитувани уметничка сатисфакција, меѓутоа за да продолжиш со уметност, па мора да имаш пари, мора да имаш Поддршка. средства, услови. Апсолутно, баш. Да, тоа сме на една... А кој како ќе дојде крати пари за култура, така. Милост и немилост на луѓето што ја водат културата. Баш Од така. администрација. Баш така. За жал. Многу се тажни тие услови и е константна Знаете, многу е, од една страна е понекогаш добро кога уметникот се конфронтира со никакви пречки, меѓутоа кога тоа се на секој чекор и кога се некако те назадува во нашето општество, немаш средства за ова, немаш пристап кон ова, немаш ништо, ти ја утепува желбата и тогаш уметноста не станува релевантна и не станува као веќе на никој не му е гајле дали добра улога ќе направи добар филм, ако е само за Македонија, зашто вика кој гледа. Да, ама па тоа од друга страна може да биде и мотив за малце пожестоки работи, пожестоки одговори во врска со нивниот однос, да речем. Да, беше тоа мотив пред промена на власта, и ете се промена власта и повторно истото. Сакам да кажам дека е тоа еден зачаран круг. На мене Да. став бара. По домови си шетала, си живеела? Ја, Не. Или ако си живеела во Охрид? Не, живеев во Охрид, се приселив тука. За среќа имав можност за да не живеам во дом, меѓутоа идев често и не, беа лоши. За среќа и добро да занесете. Не, ама не би требало да биде така. Мислам, човек иначе треба убаво е да убаво е, да меѓутоа условите во нашите домови не се за луѓе, тоа не се ни за животни. Согласуваш дека студентите не се така искрени како порано секогаш беа авангардни. Сега која партија како ќе дојде го лапа студентскиот сојуз, односно го окупира. И немаат студентите студентски сојуз, си имаат секоја партија како ќе дојде. Сега малку мислам дека се промени. Така е. Јас припаѓам на генерацијата што ја правивме револуцијата за студентски протести, бев многу активна тогаш.
И јас се сеќавам дека тогаш председател на студентскиот сојуз беше човек припадник на партијата. Така што да, тоа беше така и не можеше ништо да се смени. Меѓутоа сега не знам, одамна не сум студент, меѓутоа претпоставувам дека е исто. Како што е исто не само како студент, него во сите сегменти од живеењето. Жално е, ама пак ќе кажам, и ние како генерација што ја направивме таа револуција, ти се чини во одреден момент како ништо да не си постигнал. Си направил нешто, си имал многу си верувал, длабоко си верувал, си бил и гневен и моќен и си мислел дека може сега, од сега ќе почне да се живее. Филип, Скопјанец? Скопјанец. Ај, не си седел по дома, добро, вие сте погалени така, не? Да, така, како не има живот од нас, па сите скопјани сте ранувало галено цел живот. Само мети млеко тече. Мене ми е проблем што политиката сегде е многу влезена, сегде. Значи нема место кај што не е. И тоа, да речеме, не знам, можеби од секогаш било така, но различно се хендлувале порано работите. Малку било, да речеме, ако е партиски директор, ондак не дозволува политиката многу да влегува во да речеме во театарот, во не знам што. Значи, тоа си е таму партијата, со партијата си бркаме ние една работа, а театарот си е сосема друга работа. Може така, доктор Джекил и мистер Хайд. Мислам дека во одредени моменти било и така. И не само што може, него треба да е така. Не сме да има, не сме студентски, не знам. Треба слободно да бидат. Треба да си бидат слободни, треба да не се мешат во политиката, треба да имаат автономија. Треба да имаат автономија, треба да работат за нив. Не ние да работиме за нив. Докаде се границите, те направам паралела, можеби не е баш најсодет, ама адвокат брани убици, брани тоа му е работа, си вика. Знае дека, ама се обидува да го намали за да земе пари. Ама таков му е позивот, он не смее да одбива, како што докторот не смее без разлика дали некој. Глумец може се да игра, например, наспроти своите ставови. Сега конкретен пример ќе ви кажам. Кептен со голем работа. Бугарите снимаат филм. Добро. Во филмот го играш Кирил. Добро. Кирил и Методи за се словенските просветители. И таму треба да кажеш реплика: аз сам българин и за българите и за цел свет сам ја направил оваа, како се вика. Мислам дека сум јас. Да, тешко да пројде тоа кај мене како така. Ама сепа например, има некои работи што никогаш не би можел да спреме нешто вулгаризирање на уметноста. Тоа е злоупотреба на професијата на тебе како човек. На тој што го прави филмот. Мислам, тоа е стварно е многу невкусно и многу е. Ама ако пиеш, може самиот да речеш, ја цензурирам нечија уметничка слобода, што демек се обидува да е. Да, ама има некој друг што може да му ја одреди неговата. Зашто јас, како, например, јас кој што се чувствувам како македонец и сум и така се осеќам, зашто јас да идам против себе сега, па да речем. Ама во Југославија, например, морало некои германци да игра. Да, ама друго е. Нешто да бидем швабо, зависи кој е контекстот на филмот. Зависи кој е контекстот на филмот и зависи од многу работи такви. За ова си размислува некој? Да, се разбира. Мислам, јас имам еден етички кодекс кој што го следам како глумица. Или кој некој да пример, мислам дека тоа го одговори. Да играш лице со попреченост и да го представиш во многу лошо, тогаш самата себе нема да... Ма не само тоа, јас исто одговорив дека преку јас активизмот на Facebook го застанав, а го продолжив преку мојата уметност. Значи јас све што правам во филм, театар и така натаму, јас морам да стојам пред ставовите. Човечки исправно, човекови права. Јас морам да стојам, јас не можам да работам нешто во кое што не верувам. Ќе го играш, например, Хитлер, ама Хитлер да биде пример за нешто како не треба така е, во контекст, разбира се, негативни може да играш и убици, можеш да играш и силувачи и така натаму, меѓутоа зависи во кој контекст се ставени, да. Така е. За историја за Бугарија тоа имате ли нешто став? Историски представи има или сега нема, во последно време сите се пазат? Немам прецизиран став, затоа само што би кажала француски предлог. Па, мислам дека треба малце да остават прво да не се мешаат Европска унија во нашите односи, бидејќи мислам дека они прво ја замешаат целата работа.
Мислам дека сме ставени во една клинч ситуација каде што не можеме кај да избегаме, и мислам дека овие конфликти само го зголемуваат национализмот, затоа што од една страна не сакаш да бидеш против одредена нација, меѓутоа кога таа нација ти наметнува тебе одредени некои работи, не можеш да го одбегнеш тоа. И така само се раѓа национализам и омраза. И ништо не решава тоа. Мислам дека тоа им е поентата. Пошто кај нас владе класично раздели па влади. Значи не подели на сите можни начини. Да. Значи верски, национални, секако. И ако може уште повеќе, и да не снема, и после да бидат сите они среќни. Многу е. Јас сега во театар не работам затоа што нели не скратија. Сегде скратија проекти. Што проекти? Проекти скратија, да. Струјата намалија не буџетот. исклучуваат струјата. Струјата не ја исклучуваат комплетно, ама има начини како да ја штедиме, нели? И е преладно. Па се штеди тоа, значи се превземаат мерки, нели, за штедење и така дале. Така да сега играме само представи што ги имам на репертоарот. Тоа правам во моментов, има не знам некои проекти што треба да се случат, само за тоа уште сега ништо не знам. Конкретно и тоа е тоа. Фактички сега се бавам со играње на представи од репертоарот во драмски што ги има. Тоа е тоа. Тоа беше Филип Трајковиќ. Фала. Кирил и Методи. Сара Климовска и Досте. Доста освен Унковски друго сакаше нешто да кажеш. Не, ништо. Филм нешто друго. Има некои најави, меѓутоа се уште не се закажувања. А има шанса да те вработи или не сакаш? И тоа го да не збориме. Со таква состојба во театар тешко сака човек да се вработи, а од друга страна со таква состојба во државава сака човек да се вработи. Доаѓа да си ја леп. Ти доаѓа како на 70% студенти, 80% во анкетите студирам и размислам само како да си ја летам од тука да избегам. Секој ден со таа помисла станувам од кревет, искрено. Шансите во светот за информатичарите се многу големи. А за глумци. Кој што е поврзано со јазикот. Јас ви благодарам за разговорот. Со Благодараме. среќа во кариерата. Филмот мислам дека добро оди. Не ве изнамачи, мислам дека слободно ве ослободи. Супер ми беше. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Филип Трајковиќ и Сара Климовска. Стадион. Емисија за вашата вистина.